Сите оние игралишта и спортски терени кои беа изградени во изминатиот период, пристапуваме кон нивно редовно одржување и на некој начин осовременување на самите игралишта и нивно одржување. Се одлучивме на таков чекор, бидејќи општина Василево и во изминатиот период трошеше значителни средства од сопствениот буџет за одржување на таквите видови на терени и еве сега, заради одржување на самите терени, пристапивме кон оградување на ова кошаркарско игралиште овде во Владевци, бидејќи за престојниот празник Богородица овде ќе има одржување на еден стрит баскет турнир во општина Василево и оградувањето се состои од оградување на целиот терен и промена на осветлувањето заради поефикасно осветлување, бидејќи самите турнири и рекреацијата на самите млади генерации се одвива во попладневните, односно вечерните часови. Целта ни е игралиштата да бидат што посовремени и спортот да биде што помасовен во општина Василево. На моје лично задоволство, сите оние терени кои беа изградени во општина Василево, без разлика дали се работи за повеќенаменско, кошаркарско, одбојкарско игралиште, сите се ефикасно употребени и рационално употребени и се надевам дека и во иднина ќе продолжи истиот тренд и младата популација, младите генерации да ги вратиме на спортските терени, бидејќи општина Василево е позната како спортска општина и јас се надевам дека во иднина и во тоа ќе успееме сите млади генерации да можат да спортуваат и да рекреираат. Општина Василево нема да застане овде, значи во тек е постапката за избор на изведувач за изградба на уште едно повеќенаменско игралиште во општина Василево, а тоа е игралиштето во населено место Седларци, кое верувам дека во средината на месец септември ќе се отпочне и со негова изведба и се надевам на брза изградба на ова игралиште и ќе биде исто така рационално употребено од граѓаните, односно младата популација на населеното место Седларци.